Стојковски, еве двојна комбинација, има позиција за шут и 1:0. Садик ја користи првата невнимателност во одбраната на екипата на Арсими. Ево како одеше уште еднаш ова акција. Ево го тоа проигрување, повратна, немаше човек блиску до Садика, како да не очекува фудбалерите од потесната одбрана на Арсими. Останува сам. Потоа Чекор назад да ја прифати оваа топка, веднаш упати удар. Сето тоа резултира со овој погодок во дресот на Тикваш. На втората статива може да биде убаво и да видиме. Што велат судиите? Има погодок, си поигра. Како што забележав, Грујовски беше блиску, а и неговиот помошник беше таму во линија со голот. Има комуникација со суди. Еве уфрлање, имали можност за двојна комбинација? Не. Излегува надвор од 16-тникот Шефити и сега од втор план изблокиран ударот, меѓутоа стигнува до Шефити за намалено водство 2:1. Го намалува водството на противникот. Еве уште еднаш го забележувате поблиску до нас во 16-тникот и еве на кој начин се укажува нова шанса. Ајде да видиме, може ли во својата втора обита проигрување. Имали ситуација, оди лево, шут и прекрасен погодок на Ивановски. Заедно со Садик во нападот. Еве уште еднаш. Еве го тој момент и забележувате каде отиде веќе внатре за сериозна закана, за шут кон противничкиот гол. Игнатов за момент. Очигледно добродојдена паузата, уште еднаш прекрасно. Рамадани. Ево го Рамадани успева да мине само за момента, меѓутоа. Ево сега ситуација за шут и прекрасен погодок. Прекрасен погодок и одново Шефити, па дали е ова можно? Колку и да не очекувавме дека е способен за такво нешто, ево го овој прекрасен шут на Шефити. 3 погодка го гледаме да се стигне од 3-1 негатива и се направи пресврт, а може да се случи и се случува. Каква грешка одново од браната и да видам само од втор план нов влезениот Таипи. За 4:3, 94-та минута. Таипи за комплетен пресврт и како сега публиката разочарана го напушта веќе стадионот. Ги слушате овие повици.